وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, prvo mjesto neizmerno zahvalnost na Allah Đelešanu za neizmerne i goleme blagodati što mi dade na nas, što ne napravi muslimani, što je napravio ovaj ummet, ahiri, posljedan ummet, prv će vlezi u džennet predsite drugi ummeti. Allah Đelešanu kogo će go upatiti, nikoj nemojte go skržniti od zabluda. Kogo Allah Đelešanu će go ostaviti od zabluda, nikoj nemoj da go uputi. Hidajetu ti uputstvo mora ka na Allah Đelešanu. Čovjek od te dužen sekovaš da barat hidajet od Allah Đelešanu. Deneska će zboruvаме за една тема. Će zboruvаме за една мана, за jedan noksan, za jedno svojstvo, koje svojstvo го uništi srcето. Koje svojstvo го uništi sami od čovjek koji go posjedува това svojstvo. Koje svojstvo, koja bolest je pričina za čovjeka da propadne do dujna i vahira. Ta bolest se vika hased, zavidnost. Ova bolest je pričina za čovjeka da propadne do ova dujna i da propadne do ahire. Ova bolest, ova zavidnost, čovjekot može da go natera, da napravi kufar, neverstvo na Allah Đelešanu sebe, hasedo što go ima. Da napravi golem greh sebe, hasedo što go ima. Da go propadne kompletno. Čovjekot mora da gi uči toj работи, за да не падне до тие работи. Верникот мора да ги знае тојве болести на срцето, за да ги лечи. Ако ги има. И ако ги нема ке него, како да не дојде до негово срце. Зашто овие болести се многу опасни. Ќе видиме од неколку примери. Ќе видиме од неколку ајети када Allah Đelešanu зборви за овај сифат, за ова болест, како тие што ги имале овие нешта ги уништиле. Тие луѓе што го имале овај хасед биле пропаднати во дуња, ќе пропаднати во ахир. Првиот греф, првата непослушност што се направи на Allah Đelešanu, што се деси во небеса од страна на шејтан, беше причина хаседот. Allah Đelešanu veli во Куран: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. И Allah Đelešanu veli ти кога му рековме на мелеки, паднете му во сеџде на Адем. Сите паднаа во сеџде إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Освен Иблис одби да биде послушен и направи охолост, се изохоли и се направи одојне, бидна одојне минал кафирин, одојне од куфар. Себе пова. Зошто? Allah Đelešanu во други ајет вели, кога му каже на шејтан: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الطين. Allah Đelešanu му рече на шејтан: што тебе те спречи да му паднеш на сеџде на Адем, кога ја тебе ти наредив? Иблис рече: قال أنا خير منه خلقتني من النار. Јас сум подобар од него, ме створи мене од оган. وخلقته من الطين. А него го створи од блато, од кал, од глина. Ова е хасед на шејтан. Ова беше хасед. Тој со негов кијас, со негово мислење, мислеше дека е подобар од него. Рече: како мој да биде тоа е подобар од мене, јас сум удоган од кал. Ова хасед го натера да има кибар, да се изохоли. Да се изохоли на што? На наредбата на Allah Đelešanu. Allah му нареди и тој се изохоли на теа нешто.
И Аллах Желешану го направи од оне што се лане, проколнати, оддалечени од милоста на Аллах Желешану до судниот ден. И му вети джехеннем. Само поради хасед. Само поради овај хасед. Поради овај хасед се расипи Мухаммед, се расипи мухаббет помеѓу браќа. Се расипи тој алака, таа поврзаност меѓу браќа. Се расипи односот помеѓу фамилии. Добриот однос од хасед, завидност, зошто тој да има, зошто тој да има повеќе богатство од мене, зошто тој да има повеќе деца од мене. Во све мој да влези хаседот, зошто тој да знае повеќе од мене. Зошто да прави повеќе ибадет од мене? Хасед може да влезе во секоја една работа кој човекот не го спречи. Ако не го спречи, ако не се бори против овај хасед, човекот треба многу да биде прецизен за овај хасед. Првиот грев што се направи во дуња поради хасед. Првиот е грев што се направи во дуња поради хасед. Аллах Желешану каже во Куран: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ. И ти кажувај му случката за синовите на Адем со вистина. Тамам кажи му на пегамбар алейхиссалам да ни каже нас. Пегамбар алейхиссалам: إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Ова киса, ова случка, Кабил и Хабил, синови на Адем алейхиссалам. Добро да се спомните ова киса. Значи, Аллах Желешану му даде шеријат на Адем алейхиссалам. Суннет на Адем алейхиссалам беше, Аллах Желешану одреди негова жена да рождат, близнаци, женско и машко. Имаше наредба од Аллах Желешану, значи кога се роде близнаци женско и машко, со вторите женско и машко се вкрстве, значи едното машко и другото женско од претходното рождање се вкрстве. Не се земеше два близнаци. Али на Кабил е засака негова сестра што беше во иста утроба. И дојде да пред жалба ке Адем алейхиссалам. Адем алейхиссалам му нареди, му рече: вие да законите курбан, да однесите курбан, да принесите жртва на Аллах Желешану, и чима жртва Аллах Желешану ќе ја примат, тој ќе се ожени со ова моја черка. И Аллах Желешану го прима курбанот на Хабил, а не го прима курбанот на Кабил. Од овај хасед, тој имаше хасед зашто Аллах Желешану го прима неговиот курбан. И Аллах Желешану каже: и кога тие двајца, значи وَإِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. И кога тие принесува курбан, и Аллах Желешану од едниот го прима, од другиот не го прима. И од тој што не го прима, рече: قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Сега ќе те убијам на тебе. А Хабил рече: قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Аллах Желешану навистина ги прима делата од богобазливите, од тие што се плашат на Аллах Желешану. Значи себепот за да се направи првиот грев, првото убиство во дуња беше хасед. Завидност зашто Аллах Желешану му го прима курбанот на него, а не му го прима на нему. Верникот треба да се плаши да не дојде овај сифат ке него. Зашто мој да направи, како кажавме и куфа, мој да се спротистави на кадарот на Аллах Желешану. Може да му имаш хасед на некој зашто имат богатство. Аллах Желешану му го дал теа богатство, одредил Аллах Желешану да го има тој теа богатство. Аллах Желешану му дал на некој илм знаење. И ти ако се супроставиш на ова негово знаење, со твој мали незнаења, без твој илм, мал илм, ти можеш да направиш куфар, можеш да го негираш кадарот на Аллах. Затоа човекот, верникот, муслиманот, треба многу да биде предпазлив со овај хасед. Зашто овај хасед бил причина за многу народи да пропадне. Бил причина за денеска да не го признават на пегамбар алейхиссалам многу во дуња. Бену Израил. Муса алейхиссалам во Теврат му објасна на Бену Израил дека ќе дојде Ахмед,
Иса алейхи селам му кажа на Бену Израил дека ќе дојде Ахмед, Мухаммед, Мустафа. Allah Đelešanu veli u Kur'an وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. И кога вели Allah Đelešanu му рече Иса алейхи селам на Бену Израил, на народот на израелчаните: Јас сум еден пејгамбер, пуштен од Allah Đelešanu ке вас, за да го потврди она што е помеѓу вас од Теврат, да го потврдам теја нешто и да ве обрадувам, да ви дам радосна вест дека после мене ќе дојде Ахмед. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. И кога му дојде Ахмед Мухаммед, и кога му дојде вели Allah Đelešanu со јасни докази, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. И тие рекла, ова е само едно волшебниство, едно маѓонишевство јасно. Не го вербе. Знаете што? Бену Израил знаеше дека ќе дојде пејгамбер алейхиселам. Муса алейхиселам му опиша сифати. Иса алейхиселам му опиша сифати својства на пејгамбер алейхиселам. Му кажа ќе дојде во место каде растат палми, каде имат урми. Пусто место од планина камења, изгорено место. Бену Израил се преселие во Мека. Го знае дека овдека ќе дојде. Видите? Знае дека пејгамбер алейхиселам ќе дојде во Мека. И го чекај. Секој момент, генерација во генерација, го чекај на пејгамбер алейхиселам. И кога се појави пејгамбер алейхиселам, тие не го вервае. Зошто? Од хасед. Зошто хасед? Сакае да видите од Бену Израил, да не видите од Араб. Тие го чекај од нивните поколенија. Али Allah Đelešanu го даде дар и не го вервае. Allah Đelešanu што вели за нив? الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. На тие што му дадовме книга Китаб, го позинаат на пејгамбер алейхиселам. Ја'рифунеху кема ја'рифуне абнаехум, како што ги позинаат нивни деца. Во тефсир вели како што ги позинаат нивни деца кога имат многу деца и твоето е дете таму. Може да го познеш, а не одма ќе го познеш. И вели тие го знае на пејгамбер алейхиселам. Тие бе оние кои му дадве некои сифати ел-амин, праведен, поверлив, доверлив. Тие бе оние кои кога одее во пат, нивно богатство, нивно злато што има е, го оставајќи пејгамбер алейхиселам, го чувајте му емане. Ел-амин. Али кога тој постана пејгамбер, кога дојде посланство, вели Allah Đelešanu, продолжи: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. И една група од ними го знаат хакот, знаат вистината, ама ја крие. Ради што? Поради нивниот хасед, поради нивната зависност и завидност што пејгамбер алейхиселам доби објава. Што пејгамбер алейхиселам беше од Араб и не беше од нив. Како денеска многу овај хасед се јавиат помеѓу нас и во многу луѓе. Тој немој да ми збори мене, тој е помал од мене. Тој немој да ми каже мене за дин. Тој немој да ми реши мене за дин. А е го барал хакот цело време. Се трудел да му дојде хакот, како Бену Израил го чекале хакот, го чекале последниот пејгамбер. И кога му дојде му свртије грб, кога му дојде го направија лажко. Многу верникот треба да биде предпазлив. Многу верникот треба да се плаши од овие својства, од ова својство специјално хасед, зашто ова го умртви и го уништи срцето и е причина себе за иште поише да добие болест теја срце, да се разболи целосно теја срце. Овај хасед ги заслепи на тие народи за да не го признаем на пејгамбер алейхиселам. И денеска луѓето, многу луѓе, знаејќи го хакот, го негират и не го сакаат, зашто идет од некој што тој мисли дека не е достоен за тој хак. Негово мислење. Али Allah Đelešanu не мисли така. Не како што сакаме ние. Allah Đelešanu пред судниот ден,
Аллах Желешану овај дин ќе го поможи со фаджири. Ќе го поможи со расипници. Зашто? За верникот да земат ибрет и поука. Пегамбер алейхиселам зборувавме прошлиот пат. Кога се врати од тај. Тие сите маки, тегови, тортури, што ги истрпи во тај. И последното што кажавме беше Пегамбер алейхиселам му преше даве ги повика на джин. Аллах Желешану пушти джин за Аллах Желешану, група на джинови пушти за Аллах Желешану да му за Пегамбер алейхиселам да му го пренеси дино. После ова Пегамбер алейхиселам посака да направи таваф во Чаба. Али во ова време му беше забранет пристапот на Пегамбер алейхиселам во Мекка. И Пегамбер алейхиселам Зейд ибн Харис го пушти еден куфар, го пушти еден големец, еден неверник од Мека. Муътим ибн Ади, се викаше. Го пушти ова мало дете и му рече Пегамбер алейхиселам барат од тебе заштита. Ова беше адет, арапи. Ако некој го клај во заштита на некој човек, никој не сме да го четни до теа место, ако го четни, има проблем со ова кабиле, со ова груфа. И овај неверник му кажа го, мој да дојд во моја заштита. И го зеде на Пегамбер алейхиселам во негова заштита. И Пегамбер алейхиселам направи таваф околу Каба. Дојде Абу Џехел. И кога го виде на Пегамбер алейхиселам, али овај Муътим ибн Ади имаше 10 синови. Вели ги земаа сите нивните сејф, нивните мачови. Ги кренаа увис и Пегамбер алейхиселам беше средина и овој го штите да направи таваф Пегамбер алейхиселам. И кога го виде овај Абу Џехел, му рече на Муътим, дали рече ти прима ислам? Не рече. Али ова е под моја заштита. И Абу Џехел му рече, кој е под твоја заштита, тој е заштита. Аллах Желешану ќе го поможи со вакви. Ако ти и ја не сакаме да го помогнеме овој дин, ако ти и ја имаме хасед за некој човек, ако ти и ја, тој хасед се одразви на овој дин, има штета овој дин, мораме ја и ти да го уништиме овој хасед во себе. Мораме ја и ти да го згазиме овој хасед ради хакот, ради вистината, ради овој дин. Немој човек да каже дека овој не е веродостоен, дека овој не е достоен за да збори за дин, или дека овој не е овој оџа, или овој талеболин не е достоен да збори за овој дин. Мало ми е. Ова нема подобро дин. Ако е тој учен, ако Аллах Желешану му дал илм на нему. Знаете, после Пегамбер алейхиселам беше во смртна постела. Смртна постела. Се спрема една војска. Пегамбер алейхиселам спрема една војска. И Пегамбер алейхиселам на ова војска одбра еден младиш, еден сахаб, млад сахаб, 18 години. 17-18 години. Во ова група бе Абу Бекир, Омер, Осман, Али, големи сахаби. Али Пегамбер алейхиселам не гледа со очи како ние гледаме. Пегамбер алейхиселам гледа со басире, со големо гледање, со знаење од Аллах Желешану што му иде, со ил, што Аллах Желешану му дава тој ил. И секој еден од нас треба да го најде местото како му да го поможи овој дин. Овој дин не се поможи само со зборување беше. Денеска ние мислиме, влегли некој во дин и почви мисли дека треба овој дин да го поможи со зборување. Ова не е од суннет. Од сахаби само мал број биле што зборувале. Ајде, 124.000 асхаби се велат во последна худба на Пегамбер алейхиселам во хаџџатул вада. Последен хаџ. 124.000 сахаби. Од нив колку знаеме ние? Многу малку што зборувале. Али Пегамбер алейхиселам знаеше секој од сахаби каков сифат имат, какви својства имат, зашто е способен и така го користеше за овој дин. Пегамбер алейхиселам имаше потреба да научи хебрејски јазик, еврејски. Го потера на Табит, еден од сахаби, за 2 недели научи хебрејски јазик. Зашто беше за теа надарен. Зашто за теа Аллах Желешану му дал дарба. И на овој начин го поможи динот. На овој начин му
требаше на пегамбер алейхиссалам, кога пишеше некој рисале, некое писмо, за ке ними кога му праштае тие од него, за да ги прочита некој веродостоен. Да му го преведе некој веродостоен. Вака треба човекот, муслиманот, верникот, да го најде своето место, како му да го поможи овој ден. А ова да го избришиме од глав, дека ја ќе давам фетви за овој ден, ја ќе зборувам за овој ден, ја ќе бидам муфтија за овој ден и само вака можам да го поможам овој ден. Не. Сахаби на пегамбер алейхиссалам имат едно веродостојно предание. Еден од сахаби вели, не научив ништо од Куран. Освен што слушав во худба од пегамбер алейхиссалам, бев захватен, имав многу добиток, многу крави, кози и бев све со ними, само теа што го слушнав од пегамбер алейхиссалам во худба. Вако е сахаб на пегамбер алейхиссалам. И тој ќе го поможи така динот. Пегамбер алейхиссалам преше во палма худба, во една труп од палма, во веродостоен хадис. И кога дојде еден столар во теа време и направи 3 скали на пегамбер алейхиссалам худба. Значи овој го поможи вака, после пегамбер алейхиссалам го остае. Значи овој се некои примери како секој овој значи од столаров направи на худба за пегамбер алейхиссалам. Ова после имате еден хадис веродостоен, една од муъџизите на пегамбер алейхиссалам беше ова палма, овој трупец, почна да плаши, со јаункање, ова е веродостојно. Али сакам да кажам дека овој сахаб го поможи динот со ова худба и со други потреби што има и сахаби. Значи немој да мислиме дека динот денеска се поможи само со зборување, со давање на фетви. Со ова можеме само да го одможиме динот и да го закочиме неговото напредување за напред. Да направиме проблеми, да направиме некои дупки во динов ке нас, што после треба многу да дојде луѓе да ги решат овие проблеми и овие дупки што се направиле со овие давање фетва, кога седиме во кафе, кога седиме во седење. Ама да не зборуваме човекот муслиманот, секој еден муслиман треба да зборува. Треба да го каже како секој. Али до она граница до кој му е дозволено, докаде не почне да мешат некои работи од ден. Ако ти знаеш нешто од ден, кажи го пренесав во оџа, го слушнав овој, го кажа вака и така сам го пренесимо. А ти да даваш фетви од твое, да видам ја како е добро, како е ова мој така, шејтан беше првиот што почна вака. Кијас. Направи кијас. Да го употреби негова аналогија. Јас сум подобар зошто од оган. Огнот е подобар од блато. Прва аналогија и направи куфар. За теа верникот муслиманот треба да биде претпазлив. Да најде на кој начин може да го поможи динот и само така нека го поможи динот. И ќе има награда од секој еден што ќе се служи од неговата работа за што тој е надарен. Ќе има награда поставена на Аллах Желешану. Иншаллах Аллах Желешану да ни поправи наши мани и слабости, да ги очисти сите наши мани и слабости кои имаме во наше срце, да оттрни хасет од наше срце, да го трни од секој еден верник што има мал дел на хасет, Аллах Желешану да му го трни. Али ова не е доволно само дуа, него треба велит Ибн Тајмија. Во една реченица многу добра, што ние денеска мало е правиме во пракса. Вели робот, верникот, мора да направи едно време за да прави дуа, за да прави дикр, за да прави нафиле намаз, за да прави хесаб со него, докаде си стасал, колку имаш, што имаш, хесаб со него и да го поправи неговото срце. Значи сам да застане во едно место, да направи дуа, дикр, да прави нафиле намаз, да го провери негово срце докаде му е стасано и хесаб со негови дела, докаде си стасал. Да Омер радијаллаху анху рекол, правите хесаб сами пред да ви се прави хесаб. Секоја вечер, Омер радијаллаху анху, денеска ова, секоја вечер и многу други сахаби. За теа да се потрудиме и ние малку повише да се занимаваме со наши мани, слабости и пропусти, него да се занимаваме со маните и слабостите и пропустите на другите луѓе. Зашто за ова, за другите луѓе не одговараш ни кој има мани, кој има да му бараш мани, него ти и ја ќе одговараме прво за мене, за моите мани, за моите ноксани, за моите слабости. А за другите луѓе не одговараш. Ако можеш да му помогнеш, помогни. Иншаллах Аллах Желешану да не разбираме, да напред дојде верници, кои ќе се трудат да се попред
И дојде верници кога Аллах Желешан ќе биде задоволен во ова дуња и во ахирет. И Аллах Желешан да моле с ним на сите муслимани во целиот свет, кои што имаат макар тегова, кои што се во искушение, да не ги забораваме на ними. Секогаш, како велам често, најмалу во наша дуа да ги помогнеме, ако можеме, и на појак начин од дуа и на појак начин да ги помогнеме. Зашто тие се дел од нас. Секој еден муслиман е како едно тело. Муслиманите се како едно тело. Ако еден орган заболи, и другите органи му се приклучуваат со температура и со дремка, рекол пегамбер алейхиселам. Или како една зграда, еден со други дел се зајакнуваат. Значи да не ги осетиме другите муслимани како да не се дел од нас. Треба да научиме да ги осетиме како дел од нас. Зашто многу сахаби, многу луѓе се секирале за секој еден муслиман, или во секој едно место и далеко да е во светот, го осетвеле секогаш. Иншаллах, Аллах Желешан да попре ситуација во целиот свет. Субханека Аллахумма ва бихамдика,